Добар ден, драги првачиња. Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум оделенски наставник Елена Новаковска, вработена во Општинското основно училиште Киро Пригоров во Скопје. Овие неколку минути ќе поминеме заедно. Денес ќе учиме математика. Наставна содржина за денешниот час е број по 10 до 100. Наставни цели. Број по 10 од 0 до 100 нанапред и наназад. Што може да очекуваме од денешниот час? Дека ќе научите да броите од 0 до 100 по 10 и дека ќе може да решавате задачи со броење до 100 по 10. Најпрво ќе започнеме со броење до 10. Се надевам дека сите знаете да броите до бројот 10. Ајде заедно да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тука имам представено еден цртеж со двете рачиња. Значи на двете рачиња имаме по 5 прсти, вкупно имаме 10 прсти. Имам представено и 10 коцки. Предметите ние можеме да ги броиме по 2, по 3, по 5, по 10, но ученици ние денеска ќе броиме по 10. Ова е една табела стотка и на неа се прикажани броевите од 1 до 100. Таа ќе ни помогне со броење нанапред и наназад. Ние можеме да започнеме од било кој број да броиме на табелата. Ќе започнеме од бројот 1 и ќе броиме 10 места нанапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи дојдовме до бројот 10, до бројот 10. Ако започнеме да броиме од бројот 12 и 10 места нанапред, ќе стигнеме до бројот 22. Од бројот 22, ако изброиме 10 места нанапред, ќе стигнеме до бројот 32. Рековме дека можеме од било кој број да почнеме да броиме нанапред. Ако го избереме бројот 35, 10 места нанапред ќе стигнеме до бројот 45. Од бројот 45, 10 места нанапред ќе биде бројот 55. Да го избереме бројот 58. Од бројот 58, 10 места нанапред ќе стигнеме до бројот 68. Од бројот 68, ако изброиме 10 места нанапред, ќе стигнеме до бројот 78. Од бројот 78, 10 места нанапред, ќе стигнеме до бројот 88. Од бројот 88, 10 места нанапред, ќе стигнеме до бројот 98. Како што кажавме на почетокот дека табелата стотка ќе ни служи за броење нанапред, сега да се обидеме да броиме наназад. Наназад ќе изброиме почнувајќи од бројот 100. Од бројот 100, 10 места, ако се вратиме наназад, ќе стигнеме до бројот 90. Од бројот 90, 10 места наназад е бројот 80. Да го избереме бројот 75. Ако од бројот 75 се вратиме 10 места наназад, ќе стигнеме до бројот 65. Од 65 да се вратиме 10 места наназад, ќе стигнеме до бројот 55. Од бројот 55, 10 места наназад ќе биде бројот 45. Еве да го избереме бројот 41. Ако од бројот 41 се вратиме наназад 10 места, ќе стигнеме до бројот 31. Од бројот 31, 10 места нанапред, ќе стигнеме до бројот 21. Од 21, ако се вратиме 10 места наназад, ќе биде бројот 11. Драги ученици, гледате дека во последната табела ни се представени сите броеви со што завршуваат на нула. Тоа се полни
десетки. Полните десетки можеме да ги наредиме во една низа. Ова се првите десетки од првата стотка. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Можеме да ги наредиме броевите од првата стотка наназад. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10. Јас ви подготвив и една задача каде што броевите се наредени две гасеници. На првата гасеница се наредени броевите од 10 до 100, а на втората гасеница ни се наредени броевите од 100 до 10 наназад. Да се обидеме на празното место да ги допишеме броевите кои што недостасуваат. Од 10 до 30 ни недостасува еден број. Тоа е бројот 20, 30, 40, помеѓу 40 и 60 ни недостасува уште еден број. Тоа е бројот 50. 60 ни недостига и бројот 70, 80, 90 и 100. Значи, на првата гасеница ни се наредени броевите нанапред по 10. На втората гасеница, како што кажавме, ни се наредени броевите од 100 до 10 наназад. Ни недостигаат и тука, ни недостасуваат и тука броеви. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 и 10. Сега може да ви дадам една задача. Отворете го учебникот на страна 25 во првиот дел од учебникот и со помош на вашите родители и со табела стотка обидете се да ги решите задачите. Ви благодарам на вниманието.